Се надпреваруваат ли Скопје и Куманово кој ќе биде позагаден град? Викендов и двата града се искачија високо на скалата како најзагадени градови во светот. Во пресред на грејната сезона граѓаните повторно се соочија со болната тема за загаденоста. Тие се пожалија дека тешко дишат особено рано наутро и доцна навечер. Реагираа дека чувствувале мирис на чад во воздухот, а надлежните не правеле ништо конкретно на дол крок. Доаѓа зимата, почна да паѓа чагу. Што правиме? Деца мали имаме, дучиња. Преземаат ли нешто или конкретно? Ништо. Само обеќаваат, на крај ништо. Скопје не се гледа воопшто. Права доволно градските власти за Скопје да е почисто или тешко? Ништо. Ништо не прават. Нешто сметате го не можеш да дишиш. Податоците од мерните станици во неколку населби покажаа високо загадување и тоа неколку пати над дозволеното. Денеска тешко се дишеше и во Ѓорче Петров, Карпош, Центар и Киселавода. И во деновите кога мерните станици ја достигнаат црвената линија, се огласи и скопскиот градоначалник. Првиот човек на Скопје, Петре Шилегов, за Алфа рече дека прават се за загадувањето да го сведат на минимум, но прстот го впери кон помалите општини, кои рече дека не работеле доволно. Ваквиот притисок на јавноста веројатно ќе треба да се постави и кај останатите градоначалници од Скопската котлина, Чучар, Сандево, Илинден, Петровец, Сопиште, Рачиново, бидејќи дел од загадувањето кое што е во Скопската котлина доаѓа токму од тие места, таму јас не гледам дека има некаква активност за било каков начин да се супституираат грејните тела, да се овозможи движењето на сообраќајот. И додека Македонија го достигнува врвот меѓу првите незагадени градови во светот, градските власти велат дека ќе биде подобро, но кога не кажаа. Во меѓувреме од граѓанските организации честопати ги повикуваат граѓаните да излезат на улици да се изборат за почиста животна средина, зашто според нив институциите речиси ништо да не прават. Инаку со падот на температурите се очекува изголемување на загаденоста не само во Скопје, туку и во цела Македонија. Проблеми со отровниот воздух имаат и Битола, Тетово, Гостивар и Кичево.